НАСА започна студија за НЛО, како што расте интересот на мејнстрим медиумите. Дали не подготвуваат за признавање на постоење на други интелигентни вонземски цивилизации? Постепено се повеќе и повеќе се зборува во јавноста за НЛО и вонземјани. Постепено секој ден се повеќе документи и докази со факти и видеа и не припремаат за следниот чекор со официјално признание за НЛО и вонземјани од страна на многу познати и ценети личности во светот на кои се уште им се слуша гласот и има тежина нивниот збор во јавноста. НАСА официјално се приклучува на ловот на НЛО. Вселенската агенција во четвртокот објави нова студија која ќе регрутира водечки научници за испитување на неидентификувани воздушни феномени, тема што долго време ја фасцинираше јавноста и неодамна привлече внимание на високо ниво од Конгресот. Проектот ќе започне почетокот на оваа есен и ќе трае околу 9 месеци, фокусирајќи се на идентификување со достапни податоци, како да се соберат повеќе податоци во иднина и како НАСА може да ги анализира наодите за да се обиде да ги објасни видувањата на НЛО на научно разбирање. Во текот на децениите НАСА одговори на повикот да се справи со некои најзбунувачки мистерии што ги знаеме. И тоа не е поинаку, им рече на новинарите Даниел Еванс, научник на НАСА одговорен за координација на студијата. Додека сондите и роверите на НАСА го пребаруваат сончевиот систем за фосили и антички микроби, а незините астрономи бараат така наречени техносигнатури на далечните планети за знаци и интелигентни цивилизации. Ова е првпат агенцијата да истражува необјаснети феномени на небото и на земјата. Со својот пристап до широк спектар научни алатки, НАСА е добро поставена не само да ги демистифицира НЛО и да го продлабочи научното разбирање, туку и да најде начин за ублажување во разбирањето на феномените. Клучен дел од незината мисија е да ја обезбеди безбедноста на авионите, рече главниот научник на агенцијата Томас Зурбухен. Зурбухен е призна дека традиционалната научна заедница може да ја смета НАСА како вид на распродажба под наводници со навлегување во контроверзната тема, но тој категорично не се согласува. Не бегаме од ризик на репутација, рече Зурбухен за време на веб емисијата на Националната академија на науките. Нашето силно верување е дека најголемиот предизвик на овие феномени е дека тоа е поле со сиромашни податоци. Соопштението доаѓа кога полето на проучување на НЛО, некогаш лошо сметано за истражување, минатиот месец Конгресот ја одржа јавната расправа за НЛО, додека извештајот на американското разузнавање минатата година каталогизираше 144 видувања за кои рече дека не може да се објаснат. Тоа не го отфрли вонземското потекло. Студијата на НАСА ќе биде независна од група за синхронизација на идентификација и управување со воздушни објекти на Пентагон, но Вселенската агенција на широко координираше низ владата за тоа како да се применат алатките на науката. Се вели во соопштението, недостатокот на бројот на наблюдувања на НЛО во моментов го отежнува научната заедница да донесе заклучоци. Затоа рече астрофизичарот Дейвид Спергел, кој ќе го води истражувањето, првата задача на групата ќе биде идентификување на обемот на податоци од извори, вклучувајќи цивили, владини, непрофитни организации и компании. Друга сеопфатна цел на НАСА е да го продлабочи кредибилитетот во оваа област на студии. Постои голема доза на стигма поврзана со НЛО меѓу нашите поморски авијатичари и авијацијската заедница, рече Еванс. Ова е една од работите што тангенцијално се надеваме да ги направиме како дел од оваа студија. Едноставно зборувајќи за неа на отворено е да помогнеме да се отстрани дел од стигмата поврзана со неа, а тоа очигледно ќе донесе зголемен пристап до податоци, повеќе извештаи и повеќе видувања. Зошто астрофизичарот од Универзитетот Харвард, Ави Лоеб, работи со жестоките верници на НЛО? Абрахам Ави Лоеб е астрофизичар на Универзитетот Харвард, гледајќи го администраторот на НАСА Бил Нелсон на CNN како зборува за неодамнешните инциденти на НЛО во кои се вклучени пилоти на американската морнарица
и го запраша дали мислите дека не контактирале вонземјани. Прашал новинарот на CNN. Нелсон нарече прашите ги пилотите да откријат што виделе. НЛО беа голема вест во тоа време. Издавачите од Нью Йорк Таймс во емисијата 60 минути објавија приказни за НЛО. Објекти снимени на видеоклипови направени од пилотите на морнарички авиони. На 25 јуни минатата година, кратко време откако Нелсон размислуваше за снимката на CNN, Пентагон објави извештај за речиси 2 децении стари вредни неидентификувани воздушни феномени, наречени УАП, новиот претпочитан термин на владата за НЛО. Од друга страна се вели дека во некој случај предметите изгледале како да покажуваат необични карактеристики во летот. Во меѓувреме анкетата на истражувачкиот центар Пју тој месец кажа дека половина од американците веруваат дека вонземјани управуваат со НЛО. ЛОЕП е веќе опседнат со мистериозниот меѓузвезден објект што шета низ сончевиот систем од 2017 година. Веднаш откако го виде Нелсон на CNN, тој му пристапи и му испратил емејл пошта на научниот шеф на НАСА, Томас Зурбухен, да предложи студија за НЛО финансирана од владата. Подоцна истиот ден, двајцата разговарале по телефон, а Лоеб вели дека Зурбухен ја поддржал идејата. Тој брзо се насочи кон приватно финансирање. Неговиот прв среќен удар се случи кога Јуџин Џонг, предприемач од Силиконската долина, го слушнал Лоеб како зборува за вонземјани на подкаст и му понудил $1 милион без никакви обврски. Лоеб го откри проектот Галилео, за кој вели дека е дизајниран во духот на револуционарниот италијански астроном Галилео Галилеј. Главната цел на проектот, вреден 1,8 милиони евра, е да се бараат докази за вонземска технологија, а една гранка е традиционална – анализирање на можни меѓузвездени објекти забележани длабоко во Вселената од обсерватории. Поконтраверзна е изградбата на мрежа на камери на небото, дизајнирани да ги снимаат сите НЛО кои се движат низ атмосферата на Земјата. Откако вклучи повеќе од 30 на астрономи и инженери во проектот, како и некои научници, Лоеб се надева дека еднаш за секогаш ќе ја реши трајната мистерија на НЛО. Научниците треба да дојдат и да додадат помош и да ја рачистат мистеријата, вели Лоеб. Некои истражувачи го поздравуваат напорот на Лоеб. Ваков проект би бил незамислив пред 10 години, но други велат дека Лоеб ја потикнува потрагата по вонземска интелигенција наречена SETI, исто како што тој напор почна да стекнува популарност. Лоеб покажа доживотна прераз, како и немирна и немилосрдна љубопитност по стекнувањето на доктор по физика на плазма на Хебрејскиот универзитет во Ерусалим 1986 година на 24 годишна возраст. Тој работеше на проектот финансиран од програмата за ракетна одбрана Војна над звездите на тогашниот преседател Роналд Реган. Уште во своите 20-ти Лоеб ги триеше рацете со светлиот физичар Фримен Дајсон на Институтот за напредни студии, каде што се префали на теоретска астрофизика пред да се приклучи на Харвард во 1993 година. Тој стана познат како професор на Харвард кој зборува за вонземјани. Лоеб се смета за трендсетер и одржува листа на неговите топ 20 потврдени предвидувања. Но тогаш во 2017 година телескопот на Хаваи забележа карпа во облик на пура или наречена цигар долга 400 метри, која минува низ сончевиот систем, а неговата огромна брзина и бизарната траекторија цврсто ја ставаа во категорија не е одовде или е вонземско. Оумуамуа, како што на крајот беше наречен, беше првиот документиран меѓузвезден објект што го посетил сончевиот систем, а Лоеб ја искористи шансата да проучува нешто толку чудно. Тој и другите научници забележаа дека Оумуамуа е посветла од типична комета, премногу светла за да биде природна. Не можеше да ја поколеба мислата, што ако е вонземски вселенски брод. Лоеб на крајот објави 20 трудови за Оумуамуа, а на почетокот на 2021 година книга за тоа насловена Вонземски, првиот знак на интелигентен живот надвор од Земјата. Долгнавеста карпа која лебди во Вселената. Концепција на уметник за Оумуамуа
меѓузвезден објект што минал низ сончевиот систем. Ави Лоеб размислува дека тоа би можело да биде вселенски брод на вонземјани. Теоријата на Лоеб дека Оумуамуа е некој вид технолошко ѓубре од некоја друга цивилизација која го привлече светското внимание. Тој стана желен портпарол, појавувајќи се не само во главните медиуми, туку и во подкасти и конференции за НЛО. Но повеќето колеги на Лоеб ја отфрлија неговата хипотеза која тој прв ја изложи во трудот од 2018 година, објавен во The Astrophysical Journal Letters. Она што е навистина иритирачко е што Ави е паметен човек, вели Карен Мич, планетарен астроном од Универзитетот Хаваи, Маноа. Тој е добар научник. Лоеб и неговиот гнев зовре на почетокот на минатата година на онлайн форумот наречен Златен вебинар во астрофизиката, каде што кажа дека некои научници не сакаат да се занимаваат со смели хипотези. Ако ги слушаме моите колеги, едноставно ќе заборавиме на Оумуамуа, рече тој, не би вложиле средства за фотографирање и на камери, тогаш ќе го задржиме нашето знаење исто како и филозофите во времето на Галилео. Тартер беше инспирација за астрономот што го глумеше Џуди Фостер во филмот Контакт од 1997 година. Ова е единствениот начин да се диференцираме од псевдонауката што е толку голем дел од популарната култура на НЛО. Во јули 2021 година, кога Лоеб го откри проектот Галилео, се чинеше дека се стреми кон токму ваков вид на извонредни докази. Тој регрутирал тим од научници од истакнати институции ширум светот за дизајнирање и работа на проектот. Бев привлечен од тоа затоа што е управувано од податоци, вели Кевин Хенк, астрофизичар од Универзитетот во Берн. Еден дел од проектот бил дизајниран софтвер за проверка на податоци што доаѓаат од телескопите, како во обсерваторијата Рубин за меѓузвездени објекти, но суштината на проектот би била светска мрежа на монитори на небото, вкупно стотици, секоја единица во облик на купола, приближно со големина на чадор, ќе содржи инфрацрвени и оптички камери, распоредени како око на мува, за да го снима целото пространство на небото над земјата. Аудиосензорите и радиоантените ќе слушаат на други фреквенции, работејќи 24 часа на ден. Мониторите се наменети да снимаат се што се движи низ небото, дење и ноќе, од птици и балони до инсекти, авиони и беспилотни летала, алгоритмите за вештачка интелигенција, обучени да ги отфрлат познатите објекти како птици во кои користат брзодвижечки сферични и објекти во облик на леки, ќе ги просејуваат податоците, вели Ричард Клоете, компјутерски научник од Универзитетот во Кембридж, кој го надгледува софтверот на системот. Во основа ги филтрираме сите работи што очекуваме да ги најдеме на небото, вели тој, и сите овие работи што се означени како други од вештачка интелигенција ќе бидат од интерес. Сет Шостак, астроном од Институтот Сети, кој е член на Советодавниот одбор на проектот Галилео, истакнува дека мрежите на небесни камери се нови. Од 2010 година една мрежа на Институтот Сети откри 2 милиони метеори, а во изминатите неколку години проектот Ласер Сети почна да го наблюдува небото за пулсирање на светлината од вонземски технологии. Она што е ново за проектот Галилео, вели Шостак, е неговиот фокус на лов на вонземјани во атмосферата на Земјата. И проектот Галилео и Институтот Сети бараат индикации за вонземска интелигенција, додава тој. Лоев вели дека сега се гради прототип на небото, монитор и ќе биде поставен на покривот на обсерваторијата на коледжот Харвард напролет. Ако инструментите работат, тој планира да направи дупликат, ако може да собере уште $100 милиони од приватни донатори, ќе ги пласира низ светот. Тој вели дека нема да го изговори зборот за НЛО, освен ако не видат објект, што изгледа чудно и се движи на начин што човечка технологија не може да го овозможи. Лоеб сподели снимка од Zoom од неколку тимски состаноци со сцијанце. Широко пријавените НЛО биле забележени за време на вежби на поморската обука во близина на американските брегови на Пацификот и Атлантскиот океан, правејќи ги тие природни места за започнување на мрежата на детектори за НЛО. Дали ја имате првата приоритетна локација или препорака?
Лоеб го праша Кристофер Мелон, кој учествуваше на неговиот прв состанок како истражувачки партнер. Поранешниот заменик помошник секретар за одбрана за разузнавање Мелон неколку години го објавува прашањето за НЛО во медиумите, зборувајќи за заканата за национална безбедност, што тој тврди дека ја представуваат. Еден од проблемите е тоа што многу од областите на кои гледаме најголемо ниво на НЛО активност се во ограничен воен воздушен простор, рече тој. Оделот за одбрана нема да биде навистина воодушевен поради тоа што ќе донесе многу инструменти за снимање на се што се случува. Дискусијата беше ненадејно прекината, а Лоеб оттогаш внимателно зборуваше околу ова прашање и се оддаде на воената загриженост покрената од Мелон, но тие представуваат дилема за проектот Галилео, вели Ед Тарнер, астрофизичар од Универзитетот Принстон, кој е дел од основниот истражувачки тим на проектот. Групирањето на инцидентите на НЛО во воените области е проблем, вели тој. Тоа му го посочив на Ави. Тарнер, кој е веќе возбуден од меѓузвездената компонент на проектот, ако вонземјаните не сакаат да знаеме за нив, тие едноставно може да ги избегнат нашите камери со висока резолуција. Телескопот Пан Старс 1 на врвот на островот на Муај на Хавај го откри Оамуамуа во 2017 година. Стивен Алварес покрај Мелон и Галилео има уште речиси 50 други истражувачки филијали со долгогодишен интерес за НЛО. Еден од нив е и Ник Поуп, поранешен државен службеник во Обединетото кралство, кој тврди дека ги истражувал извештаите за НЛО за владата на Обединетото кралство Англија во раните 1990 години, од тога што е редовен говорник за НЛО и за античките вонземјани. Долготрајна ТВ серија која сугерира дека вонземјаните ја обликувале човечката историја и со нетрпение очекуваме да извлечеме корист од вашето знаење и мудрост, му рече Леб на Поуп, откако го представи на неодамнешниот неделен состанок на Зум. Друга истражувачка филијала е Луис Елизондо, воен разузнавач од кариера и прогласен НЛО истражувач. Во последниве години Елизондо нашироко се појави во медиумите тврдејќи дека е поранешен директор на тајната единица за истражување на НЛО во Пентагон, иако е потврдено дека Елизондо работел во Министерството за одбрана до пензионирањето во 2017 година. Во ноември 2021 година Пентагон воспостави канцеларија за НЛО, која ја нарекува група за синхронизација, за идентификација и управување со воздушни објекти. Откако на социјалните мрежи се прошири веста за вмешаноста на Елизондо, Леб се почувствува обврзан да се осврне на ова прашање на еден од неделните состаноци на проектот Зум. Ги оценувам луѓето врз основа на нивната интелигенција и отвореност на умот, рече тој од неговиот дом во Масачусетс, каде што Лоеб работи. Не ни е толку важно што рекле другите луѓе во минатото. Она што сакаме е да ги собираме нашите податоци. Ние нема да ги забавуваме маргините на идеи кои се надвор од границите на стандардниот модел на физиката. Кога директно го прашале за опасностите од вклучување на такви отворени застапници за НЛО, Лоеб истакнува дека тој не ги регортирал сите, сами му се понудиле да соработуваат. Нема да се потпреме на ништо што ќе кажат овие луѓе, само на инструментите. Не сакам да оттуѓувам никого што се грижи за оваа тема, бидејќи би можеле да имаме корист од нивното знаење, вели тој. Многумина од проектот Галилео ја ценат слободоумноста на Лоеб. На Шостак не му пречи присуството на истражувачките филијали и мисли дека звездената моќ на Лоеб дава потик за вреден проект. Тие се реални како виножитото, изјави Доналд Мензел за магазинот Time, мислејќи на летачките чинии. Со текот на годините многу астрономи со кои се соочува јавноста и ги истражува тврдењата за НЛО во сличен дух, други како поранешен директор на Националната научна фондација и астрофизичар Франс Кордова, смета дека Лоеб е имагинативен и инспиративен. Неговите гледишта може да вознемират некого, но нема сомнеш дека целта да се најде доказ дека не сме самиот атрибут што не прави изразито луѓе. Од своја страна, Лоеб може многу да звучи како Менцел кога сака. Тој со почит ќе ги слуша таквите извештаи, но нема да става резерва во анекдотски приказни, вели тој.